Денеска се наоѓаме во ресторанот Орео Flat. Ресторанот Орео Flat има преку 130 години традиција. Како ваков, односно ова што е позадимене и околу мене, го познаваме веќе 30 години. Тука во следната недела, во наредната недела ќе направиме 5 прекрасни рецепти, а денеска ќе започнеме со рецептот полнети пиперки. Што би правеле ние македонците без пиперката? Ако нашиот спонзор Котањи, значи познатиот унгарски готвач кој што во времето ја измислил таа фирма за генерално за зачини, пиперката ја ставила еден како главните сегменти на унгарската кујна, македонската кујна дефинитивно почива на пиперката. Што би правеле ние македонците без ајварото, без пинџурот, без полнетите пиперки? Што би правеле без печената гмечена пиперка, без пиперката во туршија, без пиперката со јајца, пиперката со урда, без чорбаџиската пиперка? Значи, ние сме животно преодредени да живееме со пиперката. И тука имаме еден куриозитет. Зошто токму ние македонците ја сакаме пиперката? Па и еден наш војвода, значи Јордан Пиперката, се до својата погибија бил познат по својот прекар, а и неговото семејство значи во историјата е познато како семејство Пиперковски. Зошто? Затоа што бил црвен и луд токму како пиперката. Денешниот рецепт ќе го приготвуваме во одличната кујна на ресторанот Орео Flat. Сите многумина од вас и јас верувам дека и голем дел од Македонија го препознава ресторанот Орео Flat во населбата Сарај во Скопје, каде што ќе ги приготвиме рецептите за оваа недела, но денеска ќе правиме полнети пиперки со урда. Се гледаме во кујната од ресторанот. И еве сме во кујната на Орео Flat. Значи гурмански рецепти за обични луѓе. Тука е нашиот домаќин и по некоја случајност Оливер. Оли, како си? Здраво. Ке се поздравиме. Денеска ќе приготвуваме пиперки, така? Да, што ни е потребно Оли за полнетите пиперки? Потребни главни намирници ни се пиперки, една жолчка. Добро, значи пиперките се веќе испечени, да, така? Веќе испечени пиперки. Добро. Значи, Јајца? Јајца, урда и брашно. Урда домашна, кравја урда, значи да. може и млада, може и малку постара. Постара. Да не биде многу солена. Да. Така. Сега јас би те замолил полека да почнуваш со рецептот, затоа што нашите гледачи се нестрпливи, така? Добро, значи најпрво ги љубиме пиперките од љушпата. Така. Кажи ми, мора да биде тоа зелена пиперка некоја или може да се користи? Па може и црвена, али попрепорашливо е зелена пиперки. пиперка. Така. Јас би ти помогнал, но тоа ќе го направам во шоуто кој што оди директно, значи на Сител телевизија, а овдека ќе те оставам ти да приготвиш, затоа што сепак се работи за еден одличен ресторан и кујна која што постои повеќе од 130 години, а 30 години на оваа локација Орео Flat. Значи им ги отстрануваме дршките. Така, дршките нормално не се јадат, Да. има некои земји кај што се јадат, ама генерално во Македонија не се јадат. И значи откако ќе ги средиме, значи кога ќе ги излупиме и ќе ги отстраниме дршките, Добро. преминуваме на Ајде да го видиме сега тој на кулинарски дел, таа тајна. значи едно јајце кршиме овдека, Добро. а овдека значи ја ставаме само жолчката. Така. Како ти успева никако да не ти падне лушпа? Мене секогаш ми паѓа лушпа во... Изгледа се е до среќата. Секогаш ми паѓа по една лушпа. Можеш да ги ставиш тие таму слободно. Ова го матиме. Така. Значи ставивме на жолчка во... Да, во урдата. Добро. Значи урдата веќе ни е посолена, одлежана со сол све. Така. Овдека урдата ја мешаме со жолчката. Добро. Значи жолчката и урдата да се соединатува. Да бидат компактна маса, за тоа што веројатно кога би ќе ги поховаме може да се да излее се од поховаат пиперката. или панираат, што би кажале некои други. Мислам дека и тој израз веќе се домаќини кај нас, панирање.
се користи доста често. Термичка обработка. Океј. Обараат ли овој рецепт? На тие Значи табли, плочи што функционираат во рестораните? Доста баран рецепт е овој. Па и доста го практикуваат и за прослави. Така. Кажи ми, ја отвараш пиперката? Да. Значи пиперката отвараме. Ова е многу битен елемент. Ја нанесуваме урдата и ја затвараме. Така. Јас секогаш сум се обидувал, искрено да ти кажам, затоа што значи одредена варијанта на овој рецепт правам, да го направам тоа полнејки ја пиперката и тука настанува проблем затоа што пиперката е нели испечена мека и многу тешко оди. Знаеш, оваа година малку ќе се релаксирам, повеќе ќе ја водам емисијата, а ќе ви препуштам на вас професионалците да готвите. Сега што правиме? Сега откако ќе ги напуниме пиперките, ги ставаме најпрво во брашното. Добро. Така. Овде кубово ќе ги извалкаме во брашното. Така. И потоа ги ставаме во... Има ли некој посебно брашно или може она класично тип 400 да се користи? Класично тип 400 брашно, значи не го менја на ни запад, вкус. не знам дали знаеш, има повеќе врсти на брашно. Да. И вели ова е за риба, ова е за... Да. Добро, ние сме сепак традиционални македонци, пак и си направиме со наше македонско брашно. Ги валкаме во јајца. И откако ќе ги извалкаме, ги редиме повторно тука за да ги пршиме? Не, значи директно од јајцата ги ставаме во длабока загреана, во длабока со котја, да, убаво загреана. Од прилика на колку? На 150-200? До 180 степени. До 180 да. за да не изгорат? Бидејќи не, зашто може да се измие жолчката од пиперката. И еве сме сега тука покрај фритезата. Ке би те замолил да ја вклучиш или вклучена е веќе? Вклучена е веќе, значи загреана е. Значи 180. Ајде да видиме. И ги ставам Значи мали тајни на големите мајстори на македонската кујна. Тука ни е олио од Орео Флат. Ние сме директно во утринската програма на Сител телевизија. Точно еве си не мора да врие за да бидат добро. Така. Значи тие ќе си убаво ќе се испржат. И ќе почнат да кои ќе бидат скоро готови, почнуваат да лебдат горе на врвот од маслото. Еве една тајна за македонските домаќинки, затоа што веројатно ние многу малку дома нели во нашите куќи пржиме во фритеза и затоа веројатно кујните во рестораните се и побрзи. Но сепак добар што се ова полека излегува. Значи покрај тоа што во обични луѓе представуваме рецепти, значи гурмански приказни, гурмански рецепти, ние и даваме совети за нашите гледачи за да знаат нешто, да им биде полесно и нешто повеќе. Инаку генерално не знам дали знаеш дека пиперката е застапена некаде со 6 до 7% во македонската исхрана. Значи она што го јадеме што е поприлично многу е базирано врз пиперка. И сега ги извадивме. Така. И сега, ајде. Браво бе, Оливер, види го како фати има интересен. Ова да ти се пријаде буквално. Неколку гранчиња магданос меѓу пиперките. За декорација. Значи јас ќе побарам едната камера да го фокусира ова и ние сме готови со денешниот рецепт. Почитувани пријатели, денеска бевме гости на нашите прекрасни домаќини Орео Флат и приготвивме полнети пиперки. Видовте како течеше процесот на приготвување заедно со нашиот пријател готвач Оли и ние тука мораме да ги одјавиме, значи, гурманските приказни за обичните луѓе. Јас нормално ќе земам од пиперката да вкусам.
Прекрасно. Морам да кажам дека се гледаме повторно утре, во истото време и на истата фреквенција. Поздрав од обичните луѓе.